Дом денеска побара владата да прогласи вонредна состојба поради екстремното загадување. Во услови на 20 пати повисока од дозволената концентрација на PM10 частичките потребно е воведување пар-непар, бесплатен јавен превоз, ефтина дневна тарифа за струја на домакинствата, затворање на градилиштата, забрана за движење на возилата под Евро 4 стандард во градскиот сообраќај, субвенции за печки со целосно согорување и квалитетни горива за домакинството, редовно миење на улиците со калциум, магнезиум, ацетат, строга контрола на индустриските објекти и редовно собирање на отпадот, рече портпаролката на партијата Маја Морачанин. Повеќе од 6000 граѓани се потпишале на петицијата Стоп за панорамското тркало. Граѓаните на Скопје бараат да се стопира големиот објект кој чини околу 20 милиони евра и дополнително ќе го промени лицето на градот. Претседателката на Асоциацијата на архитекти на Македонија Даница Павловска за нова вели дека петицијата на граѓаните покажува дека скопјани не сакаат да се изгради панорамското тркало. Според поранешниот гувернер на Народна банка Петар Гошев, панорамското тркало нема никаква економска логика, бидејќи парите се од скапите кредити кои ги позајмува власта, која се повеќе го зида јавниот долг и ја задолжува државата. Новоизбраниот американски претседател Доналд Трамп денеска го именуваше Томас Босерт за советник за национална безбедност и за прашања врзани за борбата против тероризмот. Босерт беше дел и од администрацијата на Џорџ Буш помладиот како советник за национална безбедност, објави Ројтерс. Во моментов работи во секторот за контрола на ризик во една консултантска фирма која соработува со невладината организација Атлантски совет.